Со мнежите за рекет се сторија обвиненија. Обвинителството за организиран криминал и корупција до Кривичниот суд против Бојан Јовановски, Катица Јанева и Зоран Милевски поднесе обвиненија. Јанева за злоупотреба на службената положба, а Боки 13 и Зоки Кичеец за кривичното дело примање награда за противзаконито влијание. Обвинетите се товерат дека од ноември минатата година до април годинава од Јордан Камчев извлекле 1.550.000 евра со цел да ја олеснат неговата позиција во предметот на СЈО Империја. Дел од парите при истрагата се пронајдени. Бојан Јовановски ги трошел за луксузни уживања. Првообвинетиот, иако невработен со блокирани трансакцијски сметки и без приход, на почетокот на оваа година купувал за себе луксузен мебел, облека и обувки и престојувал во луксузни летувалишта ресори. Надвор од нашата земја што упатува дека ги пуштил во оптек паричните средства, што ги прибавил со кривичното дело примање награда за противзаконито влијание. Новина е дека парче од колачот и припаднал и на Јанева, освен мебел во вредност од 4.800 евра. Според обвинението, таа зела и пари во износ од 50.000 евра. За Боки 13 и Зоки Кичеец имало 1,5 милион. Бојан Јовановски и Зоран Милевски имале повеќе средби со Јордан Камчев и неговата сопруга Ана Камчева, на кои се договарале за начинот на исплата на парите, а Катица Јанева издејствувала ослободување на Камчев од притвор и враќање на неговиот пасош. Откако прво обвинетиот заедно со трето обвинетиот ги добил договорените 500.000 евра од сопругата на сведокот и покрај тоа што постоеле неизменети околности врз кои била определена и продолжена мерката притвор, второ обвинетата до Апелацискиот суд Скопје доставила предлог за определување на поблага мерка куќен притвор, кој предлог бил прифатен од страна на судот. Воедно согласно договорот по исплатата на првите 1 милион евра, второ обвинетата доставила писмена согласност до судот од земената патна исправа привремено да му биде вратена на сведокот. Во овој случај Јордан Камчев е оштетен сведок, иако парите ги давал за да добие олеснителни околности во постапки против него за случајот Империја.